Интернационалниот ден на жената работничка своите основи ги има во револуционерните работнички движења во Соединетите Американски држави, Западна Европа и Русија. Во втората деценија од 20 век, женското прашање беше во центарот на вниманието на меѓународната политика, зашто најзаслужни се социјалистките Тереза Сербер, Малкиел, Клара Цеткин, Роза Луксембург и Александра Колонтај. 8 март 1909. Њу Јорк. Првото национално одбележување на ден посветен на жената работничка било организирано од страна на Социјалистичката партија на Америка во 1909 година. На тоа било повикано на 28 февруари истата година преку партискиот весник со седиште во Њу Јорк, каде на првата страна била објавена политичка декларација во која јасно било повикано на неопходноста од полна рамноправност на жените и мажите, не само во уживањето на граѓанските и работнички права, туку и во правото за рамноправно одлучување во секое поле на заедничкиот општествен живот. Тоа се случило на иницијатива на Тереза Сербер Малкиел, американска суфражетка и социјалист со потекло од Украина, тогашна царска Русија, чие семејство било жртва на антисемитски погроми, поради што на почетокот на 20 век емигрирале во Соединетите Американски држави. Тереза Малкиел се зафатила со револуционерна дејност веднаш по пристигнувањето во Њу Јорк, каде се вработила во фабрика каде веднаш станала синдикален активист и организатор. Во 1910 година објавила роман кој набрзо станал популарен меѓу работничките, поради што се верува дека влијаел да се донесат првите прогресивни измени на законот за работни односи во државата Њу Јорк. Истата година Тереза Малкиел била избрана за член на колективното лидерство на тогаш силната социјалистичка партија на Америка. Сепак, острото противење на партијата на американското учество во Првата светска војна довело до државна репресија и буден полициски прогон врз незините најистакнати членови, поради што и општественото влијание на партијата набрзо се намалило. Тереза Сербер Малкиел сепак ќе остане запаметена како прва жена лидер на работничка партија која и покрај политичкиот прогон својата револуционерна дејност ја продолжила јавно залагајќи се за државно платено средно и високо образование за жени работнички. 8 март 1910. Копенхаген. Првото меѓународно одбележување на ден посветен на жената работничка било организирано од страна на социјалдемократските партии на Втората интернационала. Имено во 1910 година во Копенхаген, Данска, била одржана Втората меѓународна конференција на жените социјалистки, при што било одлучено 8 март да се слави секоја година како меѓународен ден на жената. Тоа се случило на иницијатива на Клара Цеткин, германски комунист, марксистички теоретичар и револуционер. Таа била долгогодишен истакнат член на Социјалдемократската партија на Германија. Во 1917 година се преклучила на независните социјалдемократи, кои се залагале за крај на натамошното водење на империјалистичката војна. На почетокот на 1918 година се преклучила на Спартакистичката лига на Роза Луксембург и Карл Либнехт, пошто на почетокот на 1919 година ќе премине во Комунистичка партија на Германија. Таа ќе остане запаметена како прва жена политичар марксист, имајќи предвид дека уште од 1875 година станала член на Социјалистичката работничка партија, која 5 години подоцна ќе стане Социјалдемократска партија на Германија, најбројната марксистичка партија во светот во тоа време, масовна работничка партија, која сепак во предвечерието на Првата светска војна се поделила на мнозинство за војна и малцинство за мир во Европа. Периодот од 1914 до 1918 година го одбележа Првата светска војна. Воената машинерија на тогашните воени размери користела стотици илјади жени како медицински персонал и работници во фабриките за прехрана и оружје. Па кога станало јасно дека жените можат рамноправно со мажите да ги извршуваат работните задачи за потребите на фронтот во Западна Европа и во Соединетите Американски држави, нужно се поставило прашањето што е со нивните права и гаранции за рамноправноста со мажите. 8 март 1917-1922, Петроград, Москва.
Најмногу во борбата за рамноправно политичко одлучување со мажите, организираните работнички постигнале на 8 март 1917 година во Петроград, Русија. Имено, тогаш текстилните работнички започнале демонстрации кои на крајот го зафатиле целиот град, барајќи леп и мир, крај на војната, на недостигот на храна и на царизмот. И додека владите на капиталистичките победнички земји се колебале да го признаат и уважат придонесот на жените во успешното водење на војната на другата страна, по победата на болшевиците во граѓанската војна во Русија во 1922 година, Ленин на третиот светски конгрес на Комунистичката интернационала во Москва го прогласил 8 март за меѓународен ден на жената и државен празник во Советскиот сојуз. А во чест на улогата на жената во Руската февруарска револуција и Октомвриската социјалистичка револуција од 1917 година. Тоа се случило на иницијатива на Александра Колонтај, комунист, марксистички теоретичар и револуционер, народен комесар и дипломат. Потекнувало од аристократско семејство од Санкт Петербург, тогашна престолнина на Руската империја. Сепак Александра Колонтај тргнала по револуционерен пат. Во 1899 година го запознала Владимир Илич Ленин и станала член на Руската социјалдемократска партија. За време на внатрешпартискиот раскол од 1903 година Александра Колонтај не застанала ниту на страната на меншевиците, ниту на страната на болшевиците. Наоѓајќи се под политички прогон на царскиот режим, Александра Колонтај заминува во екзил во Германија, каде во предвечерието на Првата светска војна соработува со Роза Луксембург и Карл Либнехт во антивоеното крило на Германската социјалдемократска партија, комунистите. По избувнувањето на Првата светска војна, таа е непожелна не само во Германија, туку и во сите држави на патот до Русија, каде во 1915 година им се придружува на болшевиците поради нивната јасна антивоена реторика и политика. По успешната Октомвриска социјалистичка револуција, Александра Колонтај била народен комесар за социјални работи. Подоцнежниот политички живот на Александра Колонтај го одбележале периоди на самодистанцирање од внатрешпартиските фракционерски борби, но и изолирање од врвот на партијата со тоа што во 1923 година била назначена за амбасадор во Норвешка, а подоцна во Мексико и Шведска. Таа ќе остане запаметена по гласот за кревање на вооружено востание на 7 ноември 1917 година како член на Централниот комитет на болшевиците, веднаш потоа како една од првите жени во советската влада, а подоцна и прва жена амбасадор и делегат на Советскиот сојуз во Друштвото на народите. 8 март 1945, Скопје. Во Скопје 8 март како меѓународен ден на жената за прв пат е одбележан и прв пат е прославен во салата на офицерскиот дом, каде на 8 март 1945 година се одржал голем митинг на кој жените учеснички во Народно-ослободителната војна на Југославија држале политички говори за значајноста на денот за заедничката не само антифашистичка, туку и за класната и антикапиталистичка борба.